Ве поздравувам, браќа и сестри, ви посакувам Божи благослов. Убаво е да се биде поканет, но не само поканет, и учесник, односно да се биде дојден. Каде? Во Господовиот дом, а денес и на Господовата трпеза. Би сакал да ви прочитам еден благослов од Откровението, каде што се зборува за второто Христово доаѓање, каде што се зборува за свадбата на јагнето, во Откровение 19 глава, 9 стих, апостол Јован го слушнал ангелот да му ги кажува следниве зборови. Откровение 19 глава, 9 стих. И ми рече, напиши. Што да напише? Блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. И ми рече уште, ова се вистински Божии зборови. Кои се блажени? Поканетите. Поканетите се блажени. Се сеќавате во параболата, царот за свадбата на својот син испрати гласници да поканат некои луѓе. Тоа биле видни луѓе. Не каните секого на свадба. Каните секого на свадба? Викате секого на свадба? Меѓутоа, што се случило со поканетите? Не дошле. И тогаш што рекол царот според параболата? Тогаш соберете ги сите што ќе ги сретате на улица. Дури питачи, дури скитници, дури... Дали тие беа блажени? Дали се и тие блажени? Да, поканетите се блажени. Тоа се параболи. Но овде во Откровението за наше време се зборува блажени се поканетите, повиканите на свадбата на јагнето. Зошто сте блажени? Дали сте повикани? Дали се чувствувате повикани? Дали сте примиле повик за Христовата свадба? Сакате да биете присутни на Христовата свадба? Дали сте примиле повик за тоа? Дали сте повикани? Дали сте поканети на Христовата свадба? Размислувајте за овие зборови. Ова нема да биде сега мојата тема, но сакав да ве поздравам со овие зборови, со блаженството да се биде поканет. Колку е поголемо блаженството ако се отповикате на поканата, ако бидете присутни. Нека денешната сабота биде само една мала слика за тоа како ќе изгледа свадбената вечера на јагнето. Како ќе биде во Божјето царство на таа трпеза бесконечна, во недоглед се простираше, вели духот на пророштво, не се гледаше крајот на трпезата. И самиот Христос на неа, на таа трпеза да ве послужува. Сите сте повикани таму и само од нас зависи дали ќе отидеме. Само од нас зависи дали ќе бидеме учесници, како што рече брат Зоран. Оваа седмица се случија некои интересни настани
за кои што би сакал прво да ве информирам. Да почнем со еден најбанален. Денес, 24.9.2022, некои нумеролози го сватиле овој датум како повод, може би да не се случи и денес некој голем трагичен настан во светот, планиран од ѓаволиве. Затоа што 24-ката е шеска, 9-ката наопаку е шеска и 2022 собрани даваат шеска, значи 666. А сето тоа е поврзано со еден итен повик на папата до жителите на Ватикан, до следната сабота 1 октомври, да направат нешто, не е битно што, и некои нумеролози видоа во тоа повод да не треба денес, можеби, или ова следнава седмица да се случи нешто лошо. Ние се молиме, нешто како 11 септември, нешто како слично ковидот и така натаму. Се надеваме, да, очекуваме дека ќе се случуваат се полоши и полоши работи, затоа што светот е лош. На светот му треба ќотек, но ние немаме причина ниту да се плашиме, ниту да жалиме, затоа што во Господа имаме се. Деновиве исто така беше објавена една сериозна информација дека германскиот доктор од тајландско потекло Сукарит Багди изјави дека ковид вакцините, покрај познатите лански ефекти на воспаление на срцевиот мускул, го нагризуваат и мозокот. Значи, забележал дека ефектот на вакцината врши некои промени во мозочното ткиво. Ништо повеќе нема да коментирам за тоа. Се молиме да не се случи наскоро светот да биде полн со еден куп дементни лица од сите возрасти, еден куп бајденовци на сите континенти, млади, стари, средовечни, деца, сеедно. Не посакуваме и не сакаме да се случи ништо лошо, но сето она што се случува, што Господ дозволува да се случува, да го прифатиме како Негова волја, дури колку и да е тешка, било да е тоа и лично голема семејна трагедија, затоа што Господ знае што е најдобро за нас и за нашите ближни. Последната вест е она која што мене најмногу ми се допаѓа и зашто ќе посветам некое време оваа денешна беседа пред Светата вечера. Некаде пред 9 дена, значи 15 септември, четвртокот од минатата седмица, на аеродромот Бен Гурион во Тел Авив, така, значи аеродромот е наречен според Давид Бен Гурион, основачот на државата Израел, 1948 година, еден од водечките ционисти во тоа време. Пристигнале, значи авионска пратка, директно од Соединетите Американски држави, 5 црвени јуници. Пристигнале 5 крави, значи, но не се крави, не се матори, туку јуници. Млади, јуници, но црвени, скроз црвени,
без никаква мана и недостаток. Значи, внимавајте, тоа овој месец се случило. И кога пристигнале на израелскиот аеродром, на самиот аеродром била одржана една свечена церемонијална служба. Значи, на самиот аеродром било одржано богослужение. Замислите. Свечен дочек на 5 црвени јуници од Соединетите Американски држави. Зошто? Што е тоа толку битно? Ако се сеќавате, нешто споменав за црвена јуница пред неколку години. Тоа беше 2018 година, кога се сметало за чудо што во самата земја Израел се родила прв пат во последните 2000 години се родила црвена јуница. И скроз црвена, значи младо теле. Сега, што се случило со таа јуница, не знам. Дали може би во меѓувреме таа јуница, што тогаш се родила пред 4 години, развила некоја мана, некој телесен недостаток, или не знам што случило со неа и зошто имало причина да се увезуваат 5 нови од Соединетите Американски држави. Јас би сакал да се подсетиме малку на оваа тема. Кое е значењето на црвената јуница според Библијата и зошто е таа важна? Каде наоѓаме таму во Библијата информации за неа? Ќе отвориме во книгата Броеви, или на еврејски се вика Бамидбар, во пустината, или 4-та книга Мојсеева, 19 глава. Значи Броеви, 4-та книга Мојсеева, 19 глава. Видете што заповедал Господ на израелскиот народ преку Мојсеј како негов пророк и гласноговорник, портпарол, и преку Арон, брат му на Мојсеј, како првиот првосвещеник на Израел, првиот левитски првосвещеник. 19 глава, почнам да читам од првиот стих. И им рече Господ на Мојсеј и на Арон, велејки: еве ја наредбата на законот, што Господ ја заповеда, кога рече: јави им на синовите израелски да ти доведат црвеникава јуница, здрава, без недостаток, која не била впрегнувана, значи никогаш не бил впрегнат јарем на неа. Дајте ја на свештеникот Елеазар, тој синот на Арон, и да ја изведат надвор од населбата. И што да направат? И да ја заколат пред него. И нека земе свештеникот Елеазар од крвта неизина и нека попрска со незината крв 7 пати пред скинијата на собранието, значи пред светилиштето, шаторот. И потоа нека ја изгорат, значи закланата јуница, пред очите негови, и кожата неизина, и месото неизино, и крвта, а и нечистотиите неизини да ги изгорат. Некој јуда, некој материјалист би помислил колкава штета. Или замислите ваква ситуација. Прв пат се родила црвена јуница во Израел после многу долго време и сега што треба се направи со тоа големо чудо? Да се заколе. Да се пролее незината крв и потоа телото незино да се запали. Каква штета.
кога Господ нешто заповеда, токму тој ефект сакал да го постигне. Да, затоа што би помислиле дека е штета, па тоа значи зборот жртва. Што е жртва, ако не, да претрпиш мала штета? Што значи зборот жртва? Да претрпиш голема штета. Ако не го претрпиш, ако не го почувствуваш тоа, дали е тоа жртва? Дали си принел жртва? Дали 100 денари дадени на денешниот дар се жртва? Се разбира, не. Цела една црвена јуница требало вака да се постапи со неа. Зошто? За да со незината крв се попрска светилиштето, шаторот, остатокот да се изгори. Понатаму вели 6 стих, и свештеникот да земе кедрово дрво и исоп и нишка од темно-црвена волна и да ги фрли во средината на огнот, каде што гори јуницата. А свештеникот да ја испере облеката своја и да го измие телото свое со вода, а потоа да влезе во населбата, и тогаш свештеникот ќе биде нечист до вечер, значи, до залезот на сонцето. И оној кој ја изгорел да ја испере облеката своја со вода и да го измие телото свое со вода и да биде нечист до вечера. А некој чист да ја собере пепелта од јуницата и да ја остави надвор од населбата на чисто место и таа да се чува за општеството на синовите израелски за приготвување на очистителна вода, вода за очистување. Тоа е жртва за грев. И оној што ја собрал пепелта од јуницата, да ја испере облеката своја и да биде нечист до вечерта. Тоа нека биде вечен закон за синовите израелски и за придојдените што живеат помеѓу нив. Ако сакате, може да го прочитате и дома и остатокот од оваа глава, да не го читам, да не одземаме премногу време. Сиот овој ритуал, сиот овој обред требал да биде извршен заради колективно очистување на целиот израелски народ, заради повторно посветување и очистување, значи, на самото светилиште, а од пепелта на јуницата, која што требало да се чува како светиња, за да, кога ќе се помеша со вода, таа вода да стане света вода, значи, церемонијално, за очистување на секој поединечно, бидејќи остатокот од главата зборува секој што се допре за мртовец и еден куп разни ситуации, или случајно се допре до некој гроб, или било која ситуација која што го прави нечист човекот, да можел на овој начин да биде очистен и повторно сметан за чист во населбата или собранието или општеството на израелците. И сега, зошто денешниот Израел има потреба од црвени јуници, здрави, без мана и недостаток? Значи, замислите, живееме во 21. век, кога една ваква старозаветна наредба, за која што може би сме мислеле до вчера, дека е нешто сосем ирелевантно за денешно време. Дори повеќето верници не ни знаеле за ова, може, или ако сте го почитале, некој сте го заборавиле. Сепак, денес станува многу актуелно. Денес, во 21. век, во 2022 година, црвената јуница станува многу актуелна. Израелците веруваат дека еврејскиот народ, кој што 2000 години наназад живеел без храм, значи од уништувањето
на храмот, од расејувањето на самите израелци по пагански земји, значи широм светот, во диаспората. Цело тоа време, до ден денес, без оглед што имаат држава сега минативе 74 години, сепак, церемонијално целиот израелски народ е нечист и треба одново да се посвети, одново да се очисти и особено затоа што планираат да го изградат третиот храм. Значи, новото светилиште. За тоа им е потребна црвена јуница. Доволна е само една за тој обред, но овие увезле 5, за секој случај да имаат добре резерви. И понатаму, не е тоа доволно, значи, имаат потреба од јуница заради колективно очистување и повторно посветување на целиот еврејски народ, за посветување на светилиштето, третиот храм што планираат да го изградат, че прво ќе го изградат храмот, планираат, и потоа ќе ја принесат оваа жртва за посветување на новиот храм и на свештениците што ќе служат во него, и во иднина на секој израелец кој што ќе биде нечист, а ќе има потреба од со света вода да биде вака очистен. И веруваат дека кога тоа ќе го постигнат, кога ќе завршат таа работа и храмот изграден и посветен и народот вака церемонијално очистен, тогаш што? Ќе дојде Месија. Видите во какви апокалиптични времења живееме. Апокалипсата што започна пред 2 години се уште трае. Немате да помислите дека, како што рече Дементниев во Белата куќа, демек пандемијата заврши, ја прогласил за завршена, а сите робски дискриминаторски мерки и понатаму остануваат. Ѓаволите не се шегуваа кога рекоа нормалата нема да се врати. Да, тогаш реков пред месец дена. Исус ќе се врати, но не нормалата. Интересно е, и Израел верува дека Месија треба да дојде. Дека треба да дојде во ова време. Но оној Месија за кого тие се подготвуваат е лажниот Месија, антихристот. Бидејќи вистинскиот не го прифатија. И самиот им рече во Јован 5 глава, дека ако дојде друг, ќе го прифатите. Кога ќе дојде друг во своје име, ќе го прифатите. Значи, подготвено целата светска политика, елита и така натаму, него ќе го прифатите. А јас кој што дојде во името на Отецот, на највисокиот авторитет во Вселената, не ме прифативте. Јас би сакал да завршам за денес и овие зборови да продолжат да ни звонат во нашите уши со зборовите на апостол Павле во посланието до евреите, каде во Новиот Завет се спомнува црвената јуница, односно низината крв. Послание до евреите, 9 глава, Деветата глава, 13 стих, но јас би го прочитал целиот текст од 11 до 14 стих. Евреите 9 глава, од 11 до 14 стих. Но Христос, тоа на грчки значи Машијах, помазаниот во превод, Месија.
Но Христос, кога стана првосвещеник на идните добра, со поголемо и со посовршено светилиште, неракотворено. Кој е тоа светилиште? Во небесното, значи небесното светилиште, небесниот храм. Односно, не онакво како што се прави на земјата, ниту Соломоновиот храм, ниту вториот храм, ниту овој што сега планираат, ако Господ им даде, да го изградат во стариот Ерусалим. Ниту со крв козја и телешка, туку со својата крв влезе во светилиштето еднаш за секогаш и изврши вечен откуп. Зашто ако крвта на јунче и јарец и пепелта од јуница преку попрскување ги осветуваат осквернетите, за што? За очистување на телото. Сите тие старозаветни обреди и дел од тоа што го прочитавме во Броеви 19 глава, служи за што? За очистување на телото, бидејќи кога некој или нешто или целиот народ бил осквернат, нечист, требало да биде очистен. И тоа биле во суштина карантински закони. Значи закони против зараза, против било што може да биде опасно да се шири по народот. Значи, тоа било само за очистување на телото. Дали тие животински крв, пепел и жртви воопшто можат да ја чистат душата? Дали можат да го спасат човекот? Дали можат да го откупат човекот? Не можат. Затоа вели 14 стих: тогаш колку ли повеќе крвта на Христос, кој преку Светиот Дух се принесе себе на Бога непорочен, ќе очисти совеста наша од мртви дела, за да му служиме на живиот Бог. Сакам овие зборови да ни останат денес запечатени во нашите мисли, дека само Христовата крв очистува, само Христовата крв спасува, не само телото. За телото имате средства, туку душата, совеста. И само Христовата крв може и денес обновени во Него, во Неговиот завет, да ви даде нов живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.